Следува најновото издание на Урбаните вести. Општина Гасибаба ја одбележа 42 годишнината од формирањето на општината. Како помина одбележувањето, ќе погледнете подоцна во вестите. А сега следува генералната најава. Одбележани 42 години од формирањето на општина Гасибаба. Денеска почна вакцинацијата против сезонски грип. Се поставува нова фекална канализација во Петровец. Учениците од основните училишта Лиман Каба и Аврам Писевски изградија мостови, а не зидови. Општина Гасибаба со богата културно-уметничка програма ја одбележа 42 годишнината од формирањето на општината. Доделени беа многу награди за големи остварувања во повеќе области, а најавени и ветени беа уште многу проекти кои ќе го подобрат живеењето на граѓаните во општината. Со богата културно-уметничка програма, доделување награди од повеќе области и обраќање на градоначалникот Борис Георгиевски, општина Гасибаба го прослави 42-тиот роден ден и едногодишниот мандат на градоначалникот. За просперитет на оваа скопска општина, како што рече Георгиевски, се заслужни како тој, така и сите негови претходници. Големи инфраструктурни зафати се правеле во минатото, а ќе продолжат и во иднина, со единствена цел – овозможување на граѓаните достојни услови за нормално функционирање. 42 години Гасибаба се калеше, трпеше трансформации, растеше и се урбанизираше, за да биде во чекор со времето и во служба на граѓаните. Секој мој претходник оставил свој белег колку што можел и умеел, со цел граѓаните да добијат убаво место за живење. Во изминативе 365 дена дадов се од себе и максимално се вложив за да се реализираат ветените проекти. Во изминатата година свој белег го оставив со реализација на голем број на проекти кои се од суштинско значење за граѓаните и адаптирани на нивните барања. Работевме во сите населени места подеднакво, од областа на инфраструктурата, образованието, културата, спортот, во кои беа застапени потребите на сите етнички припадности кои живеат на територија на општина Гасибаба. За голем број од нив добив едногласна согласност од советниците, но имаше и денови кои нашите размислувања беа диаметрално спротивни, а седниците траја со часови. И во тие моменти кај сите нас превладуваше разумот и сите заедно координирани ги носевме одлуките. За поголем поттик и мотивација, како и со цел изразување на благодарност за успешното досегашно творештво и делување на територијата на Гасибаба, општината им додели награди на повеќе успешни поединци од оваа скопска општина. Младата Викторија Тодоровска и Роберт Ангеловски се едни од нив. Викторија беше учесник на зимските олимписки игри во Пјонгчанг, Јужна Кореја, и со тоа представува гордост за општината, која секогаш и помага и финансиски ја поддржува. Додека пак Роберт веќе 4 години успешно ги воведува децата од Гасибаба во светот на фолклорот преку ансамблот Седенка. Ова награда има посебно значење за мене и посебно за тоа им благодарам на општина Гасибаба и на градоначалникот Борче Георгиевски и за многу за поддршката што ме поддржува во спортот и кога бев на Олимпијада. Може ли ни кажете какви све успеси имате постигнато и со што ја заслужувате оваа награда? Ја имам постигнато Б нормата за да отидам на Олимпијадата во Јужна Кореја, во Пјонгчанг. Колку време се занимаваш со овој? 5 години. Оваа награда ја добивам по повод мојот ангажман во областа на фолклорот, односно работата на фолклорниот ансамбл Седенка. Ансамблот постои веќе 4 години. Го формиравме јас и мојот животен сопатник, можам да кажам, Ивана Чаловска. Ансамблот функционира 4 години и делува во реонот на селата Булачани, Раштак и Цришево. Броиме околу 100 дечиња и во него учествуваат игрорна, пејачка и оркестарска секција. Родендинската манифестација ја збогатија и настапите на Синтезис, квартетот на виолинистката Пламенка Трајковска, но најголема реакција кај присутните предизвика настапот на Татјана, Андреј, Наталија и Никола од танцувиот клуб Ритам Плюс.
Вечерашната прослава за роденденот на општина Газибаба ја збогатија и дел од членовите од танцовиот спортски клуб Ритам Плюс, кои што издвоија една минута или две да бидат вечерва со нас и да ни раскажат нешто околу нивниот ангажман и она што тие досега го прават, на кој начин успевате вака убаво да ја анимирате публиката и може ли ни кажете нешто повеќе од тоа колку време ви е потребно за еден убав ваков настап? Па секако да, ние секојдневно вежбаме, имаме тренинзи постојано, се спремаме како за надпревари, така и за настапи. Секако секој настап си бара посебна кореографија, посебно спремање, костими и задоволство ние да го правиме ова, бидејќи забавувајќи публиката нас не исполнува. Тоа е наша работа. Така, имавме можност да забележиме дека навистина реагира публиката на вашиот настап. Дали тоа ви дава дополнителна мотивација и енергија за подготовка и на други настапи? Секако да, најголем судија е уствари публиката. Така да нас е многу мило кога ќе видиме дека публиката реагира на ние што го прикажуваме и сме срекни штом тие се срекни. Колку време се подготвувате и колку време вежбате? Па во зависност од тоа колкава е манифестацијата, колку време треба, колку членови сме, обично се спремаме за 1 до 2 недели. Секако секој настап, како што кажав, си бара посебна кореографија, па се согласуваме, но сепак треба време. Може ли ни кажете дали постојано со истиот партнер играте? Да, тоа е постојан и обично на надпревари кога играме, нели тоа што вика за манифестација, обично се спремаме најмногу 2 недели, веќе сепак манифестација и нели као главен судија ние секогаш публиката. Меѓутоа кога идеме на надпревари и надвор во странство, обично тогаш имаме интензивни тренинзи, каде што доаѓаме секој ден на тренинзи и вежбаме 2 часа дневно. Манифестацијата се затвори со ветување за понатамошно интензивно работење на општинската администрација со цел реализација на ветените проекти. Во одбележувањето на 42 годишнината од формирањето на општина Газибаба, вклучени беа и најдобрите ученици од основните училишта. За нив беа обезбедени стипендии во износ од 1800 денари месечно. Во рамки на одбележувањето на 42 годишнината од формирањето на општина Газибаба, општината посебен акцент стави на најуспешните ученици, спортисти и уметници од основните училишта во Газибаба. Станува збор за месечна стипендија во износ од 1800 денари, која учениците ќе ја добиваат до крајот на учебната година. Како што посочи градоначалникот на општина Газибаба, ова се прави со цел да се мотивираат учениците што повеќе успеси да постигнуваат, со што би биле горди представници на општината која ја представуваат. Имавме свечената седница на Советот на општина Газибаба, кај што направивме резиме и за едногодишното работење, затоа што се поклапаат роденденот со конституирањето на Советот и доаѓањето мое како градоначалник и заедно со сите талентирани ученици од областта на уметноста, литературата, а посебно со истакнатите спортски дисциплини и спортисти талентирани во нашата општина им доделивме стипендии. Тоа ќе го правиме и понатаму со цел да ги мотивираме младите кои што се иднина на општина Газибаба, да има возможиме подобри услови во основните училишта, како и секој пат да бидат на зелените површини спортските терени. Покрај стипендиите за учениците, општината најавува реализација на голем број проекти од областта на образованието, гасификацијата и справувањето со загадувањето, проблем кој е посебно актуелен откако започна грејната сезона. Општина Газибаба и понатаму ќе чекори во делот на развојот и инфраструктурните проблеми кои што имаат граѓаните. Само добри реализирани проекти во делот на инфраструктурата, образованието, социјалата ќе бидат наш предизвик да ги реализираме, се со цел да ги подобриме условите на граѓаните без разлика дали живеат во руралните 10 населени места или 16 во надвор од градското јадро. Посебен предизвик во наредните години ќе бидат горливите проблеми во делот на загадување на човековата околина, кој што е наш предизвик, гасификација на општината, како инсталирање на ГИС системот кој што ќе треба да подразбира алатка информатичка за она што се надземни, подземни, инфраструктурни, идни, сегашни проекти и легализации на граѓаните. Газибаба чекори на отворена, услужна општина подеднакво за сите граѓани. Учениците кои добија стипендии од општината ветија дека и понатаму ќе продолжат успешно да ги извршуваат спортските, односно литературни и наставни програми.
Институциите преку кампања ќе ги едуцираат родителите како треба да се однесуваат кон своите деца. И родителството се учи, ќе се имплементира преку градинките, училиштата и здравствените установи, а ќе има за цел да покаже на последиците од насилното однесување кон децата. 8 од 10 родители во Македонија применуваат насилни методи за да ги дисциплинираат своите деца, без разлика дали станува збор за физичко или психолошко насилство. Тоа може да има големо негативно влијание врз нивниот психички, физички, социјален, емотивен и когнитивен развој. Затоа во Македонија почнува кампања И родителството се учи, која има за цел заедно со другите мерки што ги презема државата да ги промени ваквите состојби, да укаже на последиците од насилното однесување кон децата, од има и друг начин на родителско однесување, но и да им понуди поддршка на родителите за одговорно родителство. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска смета дека преку градинките може да се даде дополнителен квалитет во воспитувањето на децата, но и насочување и едукација на родителите. Македонија има 15 советувалишта во градинките што прават напори за давање поддршка во учење на одговорното родителство, но тоа треба да се работи поинтензивно и со други активни мерки. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека во првите години од животот човечкиот мозок се развива со најголема брзина и од и тогаш секое поединечно искуство влијае врз развојот и го обликува начинот на кој детето размислува, се однесува, чувствува и учи во текот на животот. Истражувањата покажуваат дека децата кои се сведоци или сами страдаат од насилство, многу веројатно ќе страдаат од насилство како возрастни, но можат да станат и насилници. Министерството за здравство ќе прави напори и за зајакнување на патронажните служби како први кои доаѓаат во контакт со родителите, но и за зајакнување на капацитетите на здравствените работници за препознавање, упатување и заштита на децата жртви на насилство. Денеска започна вакцинацијата против сезонски грип. За прв пат оваа година набавени се 28.000 дози на вакцина, која е бесплатна за лицата над 65 години со пензија помала од 14.480 денари, односно со просечна и подпросечна пензија, како и за оние што немаат пензија. За останатите цената на вакцината е 680 денари. Денеска почнува вакцинацијата против сезонски грип во сите центри за јавно здравје во земјава. Годинава обезбедени се 41.000 дози вакцини. Како што соопштува Министерството за здравство, станува збор за 4-валентна вакцина, која е најнова, високо квалитетна и заштитува од 4 видови на инфлуенца и истата е според препораките на Светската здравствена организација и Европската медицинска агенција. Вакцините се набавени од француската фармацевска компанија Sanofi Pasteur. Вакцинацијата не е задолжителна, но се препорачува за лица над 65 години, како и за другите со хронични болести, но и здравствени работници и други лица во здравствен ризик. За прв пат годинава, Министерството набави и 28.000 дози на вакцина, која е бесплатна за лицата над 65 години, со пензија помала од 14.480 денари, односно со просечна и подпросечна пензија, како и за оние што немаат пензија. Пензионерите со чек од својата пензија треба да појдат кај матичниот лекар, кој пак преку мој термин ќе им закаже термин за вакцинација во некој од центрите за јавно здравје. Лицата кои имаат над 65 години, а не земаат пензија, ќе може да се вакцинираат со потврда од ПИОМ. За сите останати лица кои сакаат да се вакцинираат, може да се вакцинираат во центрите за јавно здравје без закажување. Станува збор за 13.000 дози што ги набавија центрите за јавно здравје, а цената за нив изнесува 650 денари. Со цел зголемување на безбедноста на учениците при нивно доаѓање и заминување на училиште, започна проектот со обраќајни училишни единици, во кои учениците ќе ги опоменуваат возачите за непрописно возење. 7 основни училишта во Скопје,
Од денеска ќе започнат со реализација на проектот сообраќајни училишни единици во организација на СВР Скопје, Одделението за превенција во соработка со Општина Центар и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Како што појаснија организаторите, овој проект е во функција на зголемување на безбедноста во сообраќајот. Сообраќајните училишни единици ќе функционираат во рамки на општината и ќе ги предупредуваат сите несовесни учесници во сообраќајот кои нема да ги почитуваат сообраќајните правила, со цел зголемување на безбедноста на учениците при нивното доаѓање и заминување на училиште. Во Општина Петровец почнаа градижните работи за поставување нова канализациона мрежа во населеното место Петровец на улицата 9, во должина од 2500 метри. Како што истакна градоначалникот Борче Митевски, средствата за изградба се обезбедени од буџетот на Општина Петровец. Во Општина Петровец интензивно се работи на подобрување на условите за живење на граѓаните. Општината почна со градежни работи за поставување нова фекална канализација во населеното место Петровец на улица 9 во должина од 2500 метри. Како што истакна градоначалникот на Општина Петровец Борче Митевски, на оваа фекална канализациона мрежа ќе бидат приклучени околу 30 домаќинства. По завршувањето на оваа улица, продолжуваме со градежните активности, преоѓаме на улица крак од улица 1, ќе изградиме исто канализациона мрежа и на улица 14 и на крак од улица 12. Само доколку дозволат нормално временските услови, овие улици што сега ги кажав, во текот на наредниве 2 месеци ќе бидат во целост завршени. Градоначалникот Митевски додаде дека поголемиот дел од територијата на Општина Петровец е покриен со фекална канализациона мрежа. Населеното место Петровец, како најголемо место, има покриеност од фекална канализација околу 65%, а истото може да се каже и со населеното место Ржаничино. Населеното место Петровец, како најголемо населено место, некаде 60-65% е веќе покриено со канализациона мрежа. Може да кажеме истото тоа се случува и со Ржаничино. Катланово веќе 95%, само уште една улица таму не останува да пуштиме во должина од 100 метри. Долно Средно Коњари си имат канализациона мрежа. Населеното место Горно Коњари 100% е покриено со канализациона мрежа, само уште една линија треба да пуштиме одводот од канализацијата треба да го спроведеме до уште едно 250 до 300 метри да пуштиме и и целото населено место Горно Коњари ќе биде покриено со канализациона мрежа. Средствата за изградбата на фекалната канализациона мрежа се обезбедени од буџетот на Општина Петровец, а како што истакна градоначалникот Митевски, продолжуваат и понатаму да ги подобруваат и олеснуваат условите за живот во Општина Петровец. Во рамки на проектот градиме мостови, а не ѕидови. Во Општина Бутел се одржа завршниот настан помеѓу основните училишта Аврам Писевски од Бардовци и Лиман Каба од Љуботен. Целта на овој проект е да се стави акцент на меѓусебната соработка со животот, негувањето на толеранцијата, како и насока кон заедничка просперитетна иднина. Во Општина Бутел се одржа завршен настан за проектот Градиме мостови, а не ѕидови, помеѓу основното училиште Лиман Каба од Љуботен и Аврам Писевски од Бардовци. Во рамките на проектот, учениците помеѓу двете збратимени училишта неколку месеци учествуваа во работилници, правеа разни изработки, цртаа слики и се дружеа. Советничката на градоначалникот на Општина Бутел Николина Нолевска истакна дека целта на проектот Градиме мостови, а не ѕидови е да се стави акцент на меѓусебната соработка со животот, негувањето на толеранцијата, да се запознаат едни со други, учениците да се здружат и да другаруваат, да имаат исти цели и да бидат насочени кон заедничка попросперитетна иднина. Општина Бутел е една мултиетничка општина и секогаш е отворена за ваква соработка, за вакви проекти. Учениците побараа поддршка од локалната власт, како и директорката на училиштето и градоначалникот на Општина Бутел Велимир Смилевски, како и Оделението за јавни дејности им излезе во пресрез со тоа што им овозможи во оваа сала денес да ја одржа својата манифестација, круна на нивната неколкумесечна досегашна работа.
Директорките на двете училишта истакнаа дека проектот го осмислиле двете училишта заедно, преку кој учениците генерацијски се дружеа, а наставниците споделувале искуства. Директорките на училиштата ги охрабруваат и останатите училишта во Македонија да направат едно партнерство помеѓу друго училиште и да си овозможат нешто што ќе ги направи задоволни. 2 месеци многу брзо ни помина. Учебната година ја започнавме со заеднички активности. Тие ни беа гости кај нас, ние бевме кај нив. Имавме заедничко дружење и прошетка во археолошкиот музеј во град Скопје. Имавме заеднички договарања и буквално бевме постојано на релација нашето училиште Аврам Писевски од општината Карпош и училиштето Лиман Каба од општината Бутел. Тоа покажува уште едно нешто дека навистина може да се живее многу убаво. Може да се живее во едно заедништво и кога активностите се толку убаво смислени, сето она што преостанува да се при тоа дружење да споделиме многу убави моменти и да покажеме дека можеме достоинствено како наставници да ги насочиме нашите деца. Со тоа што профундиме и проектите. Веќе 3 месеци што сме во контакт со школата од село Бардовци, така да ние имаме една порака, една цел, значи да градиме мостови, а не ѕидови. И сме во многу добри односи со оваа школа. Изработката е супер. Проектот Градиме мостови, а не ѕидови е под покровителство на ОПСЕ и европските амбасади во Република Македонија. Поради реализација на инвестициски зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електричната енергија на корисниците во районите Илинден, Сопиште и Студеничани, утре ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без електрична енергија, утре од 8:15 до 14 часот и 30 минути ќе останат објектот на ХАВЕБ, корисниците од улиците 513 и 517, ресторанот Бисер и 521, како и објектите на Млин Кадино, Кадино Индустри Груп и корисниците лоцирани во нивна околина во општина Илинден. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од селото Добридол, улицата кон гробиштата и стариот пат за село Долно Соње во општина Сопиште. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците 4, 6 и 7 во село Батинци, општина Студеничани. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, овие прекини се поради реализација на инвестициски зафати за подобрување на квалитетот во снабдување со електрична енергија на корисниците во реоните. И во наредниот период следува подолг период на претежно стабилно суво, но и понатаму надпросечно топло време за овој дел од годината. Ке дува и слаб до умерен ветер од променлив правец. Со ова и понатаму продолжува есенската суша која ја зафати Македонија. Пред самиот крај ве информираме и дека деновиве се поставува урбана опрема на целата територија на општина Аеродром. Дотрејната и оштетена опрема се заменува со 100 нови клупи и исто толку канти за отпадоци, за што се издвоени околу 580.000 денари од буџетот на општината. Исто така на повеќе различни локации се поставуваат и нови 600 заштитни столпчиња и 50 столпчиња со клуч, кои чинат околу 300.000 денари. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации не заборавајте да ја посетите нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.